И вадат онодуват, гледаш. Откај ќе имаме ние вода утре? Откај ќе имаме? Значи сепак проблемот е во кражбите кои што се случуваат и во оштетувањето на вентилите од страна на поведици. Оштетен тај вентил, откај ќе има вода? Ова е причината зошто без малку еден месец мештаните од Шлипското село Шашаварлија се без вода за пиење. Поради тоа, градоначалникот Иван Јорданов со директорот на јавното предпријатие ИСАР Трајан Коцев и соработниците денеска пред мештаните им најави. Вода во селото има, чиста вода за пиење. Се за се има. Се користи за основни потреби. Вода секогаш ќе има. Но доколку се полна цистерни, доколку се наводнуваат ниви, Не е дозволено цистерни да се полнат. и хидросистемот Злетовица да го пренасочиме цела река овде, нема да биде доволно. И кога се помисли дека состојбата со водата за пиење е решена, за време на искажувањето на благодарност на еден од жителите до Исар се огласи негов соселанец со скептичен тон. Значи сега за сега доволно од ни. Значи кога да потражиме вода донасат човеците. У секој момент. Не е точно, бе, шо лажеш? Не е точно. Што е не е точно? Не е точно, лажеш. Ја милион пати сум бил кај ни и ги молам барем една чистерна вода да ни спратат. Ние горно мало без вода сме. А вие доле добро вие, секогаш имате вода. Значи, кажете ја вистината, за да има вода. Ако не ја кажете вистината, уште 20 години ќе се мачеме. Кој што се мачеме 20 години, пак ќе се мачеме. Ти што збориш? Нека има вода, крадат вода. Кој краде? Ајде да. Кој не краде? Кој не краде? И па ајде да го фанеме, кој е тај? Што беше затворен вентилот, да ве прашам? Затоа што горно мало никогаш нема вода. Против лицата кои што го имат затворено вентилот и кои што ги напојуваат поседите и ги наводнуваат бавчите, ги полнат цистерните. Сега со мене ќе дојдете лично да се уверите во тоа, ќе бидат поднесени пријави. Да ја реши на изглед нерешливата ситуација, градоначалникот со скептичниот жител се упати на лице место кон главниот вентил. Попат ги посочи пластичните цистерни каде е складирана узурпираната вода. Помеѓу нив и цистерната на лицето кој на лице место беше фатено со украдената вода. Затоа од градоначалникот доби јасна порака. Ќе добиете пријава и од јавното предпријатие ИСАР за кражба на вода и од Министерството за внатрешни работи затоа што ја крадете водата. Од тука Ги полнете цистерните и цело село е заложник за неколку куќи кои што ја крадат водата за пиење и ја користат за наводнување. тие доле немат вода. Не е честно од ваша страна. Цело село да биде заложник за тоа што вие ја користите водата за пиење точно, ако е тоа за така. наводнување. Ќе добиете соодветна пријава. Ја ви расате одека ќе ги вадам. Кажи ми ти на мене како градоначалник. Ја уопште немам вода, бе, човек, разбирате. Ние никој вода немаме. Значи, кажете реалното, на нас ни треба бушетина. Една цистерна се пуну таа вода, не се јадат од тоа една цистерна. Јас ќе искористам оваа прилика да апелирам до жителите на село Шашаварлија да не преземаат активности на водоводната мрежа, да не имаат допир со сечење на црева, со затварање на вентили, затоа што ќе имаат пријави од наша страна. И на средбата со Јорданов и понеизе, мештаните се децидни. Очи четворни ќе отвораат кои како ја користат водата за пиење. Водоснабдувањето е наше толку колку за домакинско употреба, за други работи немаме доволно вода. Повеќе внимание треба да не вадат башче, да не вадат да речеме без потреба вода, да напунат цистерни. Шашаварлија е на 12 километри од Штип. Во постојните 20 на куќи живеат над 150 жители, претежно сточари.